Ѓорkem, може да престанеш со глупости? Многу сериозно те прашува, мамо. Или јас или Ѓулен? Герко, ова е како раката или ногата. Изгледа не си свесна што бараш. Доста веќе, навистина претера со темава. Да не должиме, мамо, одговори веќе. Која од нас двете да си оди? Никој никаде не оди. И ова може да се прифати како одговор. Ѓорkem, те молам. Те молам. Не оди, те молам. Ти воопшто не меше се во ова работа. Како да не се мешам, јас сум ти сестра. Остави ти, реков Ѓулен. Бидете среќни со мајка ми. Јас ќе си одам. Каде ќе одиш сега ова време, принцезо? Било каде, бабо. Што значи тоа? Ја прашав мајка ми, јас или Ѓулен, еве нејзината одлука. Не можам да останам кај што не ме сакаат. Пријатно. Ѓорkem. Ѓорkem! Мамо, се извинувам. Да знаев дека вака ќе биде, немаше да дојдам. Ѓулен, уште еднаш да не го слушнам ова од тебе. И ти си ми керка и таа. Ова е само глупирање на Ѓорkem. Немој да се чувствуваш виновна. Сепак требаше да ја спречам. Не виде каква беше, како да беше осостојба да слуша. Виновна сум што дозволив мајка ми да ја разгали толку. Значи повторно јас сум виновна. Мамо, јас сум во собата. Да не беше ти, откаде ќе ја најдеше таа сила вака да се однесува, мамо? Види, си отиде госпогицата. Прво јас побудале девојката, сега наместо да одиш да ја бараш, ти го бараш виновникот дома. Мамо, потруди се малку да размислиш за причината зошто оваа девојка може толку да ни се качува на глава. Јас ли сум причината за тоа? Лага ли е? Нели е израсна како на овој свет да не постои никој освен таа? Нели се однесуваше кон неа како кон принцеса? Еве сега, целиот свет сака да се врти само околу неа. Прво треба ти да одбереш страна и да ја држиш. Жити Господ, мамо, биди праведна. Еднаш барем биди праведна. Каде се видело човек да се однесува вака кон сестра? Што ви направи Ѓулен? Нели за себе очигледно што направи? Отвори ги веќе очите. Девојката што ја израста Енген ни го подели семејството. Зошто уште не сваќаш пред да дојде таа? Имавме ли ние некаков ваков проблем? Прашај. Мамо? Мамо, смири се. Мамо, Ѓулен, Ајше, дојдете. Мамо, Ѓулен. Мамо, ајде, отвори ги очите. Отвори ги очите, мамо. Ама ми се пријаде нешто благо, леле. Да му кажем на Јакуб да оди да земе нешто, мила. Епа добро би било. Не, тато, не. Не вели му да купува. Потоа ќе се жалиш дека си се поправила. Добро вечер. Добро вечер, сине. Добре дојде. Добре дојде. Добро ве најдов. Добре дојде, бате. Со кого беше до ова време? Разговарав со Ѓорkem. Одамна си ја оставил дома. Ти да не си детектив на Ѓорkem суде. Што има? Сине, зошто се нервираш толку? Имаш сестра која многу си ја сака снаата. Лошо ли е тоа? Така де. Многу е реткост да се најде снаа и за ова да се сакаат толку си, не верувај ми. И јас така мислам. Ѓорkem се уште не е снаа. Уште не направивме свадба. Што значи тоа? Што остана до свадбата, бате? Мислам дека ќе биде поубаво да не бидеме толку сигурни во тоа. Кан? Ти да не си полудел? Тебе од време на време те прифаќаат нешто. Ми здодеа веќе оваа ситуација. Што сакаш да кажеш повторно? Мамо, не сакам да се караме, не сум во состојба да разговарам. Ќе зборуваме подоцна. Одам да си легнам сега. Добра ноќ. Мамо, ајде разбуди се веќе. Бабо, отвори ги очите. До сега не било до толку. Чисто ли се случува ова? Кога ќе се изнервира многу, одамна не се онесвестила. Господин Михаил, да го викнеме докторот? Јави се веднаш, Ајшен. Изгледа доаѓа при себе. Ѓорkem. Мамо. Фала му на Господ. Ѓорkem, душа моја. Во ред, мамо. Ајшен, ти може да излезеш, керко. Ние ќе ги дадеме лековите, благодарам.
Нека се помени. Благодарам. Ѓорkem. Ѓорkem. Леле, како да не му беше доволно тоа што го направи пред свршувачката, сега уште и ова. Абе, си игра ова дете со нас? Но се ова се случува заради тебе, така да знаеш, Еркут. Ете, сега почна. Што направи јас? Ни уста не отворив. Точно така, па во тоа и проблемот, не отвараш уста. И кога ја отвараш, му велиш, не, слушај си го срцето, не брзај. Што требаше да направам? Мајте. Сена, да му вперам тишто во главата и силум да го натерам да се ожени? Тато, како да не знаеш дека брат ми е неодлучен. А извини, но наместо да го спречеш, ти му дозволуваш вака да се однесува. Суде, брат ти не е неодлучен човек. Штом оваа тема толку ја одолжува, значи има нешто што не е како што треба. Ево тој случај и вие малку почитувајте го. Не навалувајте толку на детето. Дојде госпогица Ѓорkem. Па нека влезе веднаш. Господе Боже, наравно нека е во ова време. Ѓорkem? Ѓорkem? Керко? Керко, што се случило? Се случи нешто лошо, Кирко? Се извинувам и вас ве вознемирив. Какви се тие зборови, мило? Дојди, седни тука. Суде, оди веднаш викни го брат ти. Добро, мамо. Ете. Ѓорkem? Керко? Подобро си, нели, мамо? Ако Ѓорkem не се врати веднаш дома, нема да бидам Мамо, сега подобра. ќе се врати, нема каде да оди. Не мисли сега на тоа. А кој да мисли кој? И тоа, уште вечерва, да ми се врати. Најдете ми ја принцесата на баба. Повторно со несвест? Не, се смири од дејството на лековите за. Ајде ние да излеземе да се одмориме. Ајде, душа. Дај, мило. Подобра си, нели, мила? Кажи сега, што ти се случи? Мајка ти е добро? Не е нешто лошо, нели? Добро е, многу добро. Добро, па што е тоа што те загрижува тебе, Керко? Ја напуштив куќата. Што? Ѓорkem, Каан, што се случува? ја напуштив куќата. Не знаев каде би можела да одам на друго место. Добро, мило. Ајде, седни. Ајде, мила. Дојди и смирено кажи ни што се случи. Знаете, со Ѓулен не сме во добри односи. Мајка ми постојано на нејзина страна. Сега се расправавме и поставив услов, за да ја испробам. И реков или Ѓулен или јас. И таа ја одбра Ѓулен. Јас веднаш излегов од дома. Ете, дојдов овде. Мила моја. Види, Кирко, за тебе секогаш вратата ми е отворена, ама не знам колку е добра идејата. Што ќе каже твоето семејство? Во ред, Еркут, да не навалуваме сега на девојчето. Што е во ред? Па прво нека се смири и подоцна ќе разговараме. Ќе кажам на Нихан дека си овде. Каан, ајде, однеси ја Ѓорkem во гостинската соба. Ајде, Кирко. И ти ништо не мисли? Ајде, легни, одмори си се малку. Ајде, мило. Ви благодарам на сите. Ајде, мила, дојди. Време е да се одмориш малку, ајде. Немам никого, Каан. Утре се ќе ти изгледа поинаку. Не мисли сега на тоа. Јас како да немам татко.
Само мајка ми ја имав, ама и таа ми го сврте грбот. Немам ни дом каде што би можела да одам. Никого немам. Што утре ќе биде поинаку? Ѓорке, тие ти се семејство. Не грижи се. После секоја бура семејството повторно е заедно. Јас веќе немам семејство, Каан. Само тебе ти имам. Освен тебе немам кому да се доверам, Каан. Ти сигурно си ми подарок од Господ, друго објаснување немам, мил мој. Ти нема да ме оставиш, нели, Каан? Нема да се разделиме, нели? Нема, душо. Изгледа и ти многу навалуваш, госпоѓа Сена. А ова е нивни проблем. Може би требаше да стоиме настрана од ова. И мене ми дојде како теско разголување. Нели ја виде во каква состојба е девојката Иркут? Требаше ли да речеме оди на друга врата, ние не можеме да се мешаме? Се е поради таа никаква Ѓулен. Да видиме уште какви проблеми ќе имаме од неа. Ќерко, се уште не знае што точно се случило. Зошто веднаш ја обвинуваш? Бидејќи и двете ги познавам, тато. Сигурно Ѓулен е виновна. Таа е опасна како лисица. Но вие упорно велите дека е кротко јагне. Господа чува. Леле за срамота. Заборавив да се јавам на Нихан. Ало? Нихан, душа? Добро вечер, Сена. Како си ми? Добра сум, ти како си? Нарно некај? Се јавив да ти кажам дека Ѓоркем дојде до кај нас. Луда девојка, кај вас ли дошла? Под стресе, заради свадбата. Се извинувам, Сена. И вас се вознемирила. Ама нема потреба, душа, па и ние сме неизино семејство. Ти воопшто не грижи се. Јас сега ќе дојдам таму. Нихан, ако може си велам вечерва Ѓоркем, нека остане кај нас. Да не навалуваме сега додека сте лути. Ти утре ќе си поразговарате. Мислам така ќе биде подобро. Изгледа имаш право, Сена. Нека се смири. Се надевам утре ќе биде подобро. Ти благодарам што ме разбираш. До гледање. До гледање, мила. Борете, ете. Види што прави. Не размислува и ми отвара устата на луѓето. Мамо, очигледно е дека ни Ѓоркем ни баба ми нема да се навикнат да живеат со мене. Немам право толку да ги вознемирувам во нивната куќа. Додека ми има мене, Керко, оваа куќа и твоја. Доста веќе, Ѓулен. Знам, но не можам веќе да живеам бака, мамо. Остави ме да си одам. Каде, Керко? Божем, ќе ти биде поудобно кај Енгин токму сега кога се подготвува да се жени. Барам само уште малку трпение од тебе. Мамичке, не е нешто што ќе се реши со трпение. И не грижи се. Со татко ми ги смиривме односите. Односно, сега е смирена целата ситуација. Можам да одам да живеам со нив. Овај го кажав и на мајка ми, Ѓулен. Јас еднаш направив избор меѓу вас, душа. И уште плаќам за тоа. Никогаш веќе нема да правам избор. Овде ќе останеш и таа, како знае, ќе се врати дома. Велам да ја обновиме спалната. И на двајцата ни е стара. Мојот мебел во дневната и во кујната се нови. Ако сакаш, можеме нив да ги употребиме. Може би, ќе треба само да го варосаме твојот стан. Вистина, Енгин, не ни остана толку време, ама може и после. Што вели? Што, Мила? Повторно не ме слушаш, Енгин. Те слушам, Мила. Како може да не те слушам? Што реков последно? Рече, не остана многу време до венчавката. Имам некој немир во себе. Што ли прави сега Ѓулен? Извини. Да ги однесам овие. Ѓулен? Молам, тато. Имам некој немир во себе, сакав да ти се јавам. Да ти го слушнам гласот. Добро ли си? И јас не знам како сум, тато.
Има некој проблем? Со Ѓорке се скаравме и таа го напушти домот. Затоа овде работите се измеша. Што? Зошто се скаравте? Јас веднаш доаѓам. Сега не може, тато. Утре дојди. Не можам да чекам. Не можам, Керко. Ѓорке, каде би можела да оди? Не грижи се, Ѓорке била кај Каан. Јас издржувам некако. И така сега мајка ми не е во состојба да разговара. Нека помине вечерта, дојди утре. Добро. Но види, ако имаш потреба, веднаш јави ми се. Добро? Што е? Не било напразно што сум имал немир. Децата се скарале нешто. Ѓоркем го напуштила домот. Ѓулен ми рече да не одам. Но воопшто не сум мирен. Сигурно не се скарале. Мало недоразбирање. Може да се случуваат вакви нешта меѓу сестри, не грижи се, ке се смират. Енгин, ти почна многу да се јадосуваш, душо. Кога сум толку далеко од керките, не можам ништо освен да мислам. Имаш право. Како е Ѓоркем, сине? Ги оставив малку да поразговараат со суда. Како е? Се смири малку? Не. Всушност јас ништо не разбрав од тоа што го кажа. Искрено мене ми личи на обична капка. Ама несреќна е. Вели дека не е останало никој во кого може да има доверба. Епа има право, девојка. Тивко, ќе слушне девојката. Да не наводуваме бојки. Добро. Ама Нихан изгледа не е свесна. Сака да се го врати минатото, па очигледно ги дели девојчињата дома. Немој сена. Па што прави жената? Каан, што ќе биде со тоа што го кажа пред малку? Тоа со свадбата, де? Како ќе разговараш кога е во ваква состојба? Кога е во ваква состојба, не можам да ја оставам тото. Потребен сум ми. Добро. Но ти од што имаш потреба? Размисли за тоа. Па и ти што прашуваш, Еркут? Чекај сена. Што да прави? Кога девојката има потреба од него да ја остави на улица така? Нашиот син се однесува како човек, ете. Јас само прашувам според што се однесува, според условите или чувствата. Ете тоа. Може ли да продолжи една врска само затоа што се такви условите, сена? Нема потреба да се расправат. Јас сум добро, тато. Не грижете се. Добро си. Да, добро сум, тато. Ѓулен? Каде? Мамо, најправилно е ова. За кого? За мене не е. Па, сега сум во Истанбул. Кога и да посакаме, може да се видиме. Нема потреба веќе да ги вознемируваме домашните. Ти, ако одиш, мислиш јас нема да бидам вознемирена? Додека ти не спиеше под овој покрив, мислиш дека јас имам заспано мирно? Пред многу години, мислејќи дека немам друг избор, те оставив. Сега сакаш да стојам и да гледам како си одиш, тоа го сакаш, Керко? Мамо, а Ѓорке? Ѓорке мора да се сети на љубовта кон сестра и за нејзино добро. Бидејќи единствено богатство на човека му е семејството. Треба да ми помогнеш да ја научиме на ова. Прво да најдеме начин да ја вратиме дома. Не може вака. Ако сега си одиш ти, ќе помисли дека има право. Пред да ја почувствува празнината, ќе мисли дека е среќна. Но јас како мајка со оваа загуба ќе продолжам да губам. Ќе мислам дека не сум успеала. Не оди, Ѓулен. Имам потреба од твојата поддршка. Имам потреба од тебе. Те молам, не оставај ме сама во ваква состојба. Каан, ајде одиме, сине. Ајде. Да одиме, тато. Добро утро. Добро утро, Добро девојки. утро, господици. Излегувате ли, тато? Нам кога ќе ни текне, не одиме на работа суде. И јас не ескивирам. Секако дека за некое време и јас ќе дојдам. Каде е мајка ми? Мајка ти отиде кај господја Нихан. Ова
Се извинувам синоќе што дојдов така ненадејно. Свесна сум, не размислив, но во тој момент не се сетив на ниедно друго место. Ова е твоја куќа, ќерко. Немој погрешно да ме разбереш. Само не сакаме да виде тажна мајка ти. Ајде, девојки, ние доцниме. Да излеземе, тато, а? До гледање, ќерко. До гледање, тато Еркот. Ќе се видиме, мила. Ќе се видиме. Кој е тој што ти се јавува постојано, Ѓорке? Ова, мајка ми. Што не и се јавиш? Не сум подготвена да разговарам. Ајде, Ѓорке. Ах, жал ми е за жената. Дај ми јас ке разговарам. Добро, ќе се јавам. Ама надвор ќе разговарам, може ќе се караме повторно. Што е? Што сакаш? Каде си, Ѓорке? Зошто вака разговараш со мене? Ти ја разбрав намерата. Уште еднаш немој да си се јавил. Чекај, само една минута. Мора да ми дадеш барем некој објаснување. Доста е, веќе престани да си играш со мене. Навистина ништо не разбирам, Ѓорке. И нема да те оставам на мир додека не се видиме и не ми објасниш. Нема зашто да разговарам со тебе. Ѓорке, барем за последен пат да се видиме, те молам. Инаку ќе ти дојдам дома. Или каде и да си. Пред да ми објасниш, не ќе можеш да се спасиш од мене. Добро, не доаѓај никаде. Попладневот ќе дојдам на фитнес, ќе се видиме. Добро, ќе те чекам, мила. Значи, велиш, тврторев си, а? Што правиме ако јас сакам да кршам ореви? Ѓорке, дојди, мила. Ти подготвив цеден сок. Некако немам апетит. Ако ми дозволиш, ќе одам во собата. Толку лош беше разговорот? Подоцна да разговараме. Ти си знаеш. Јас ќе излезам. На работа? Да го видам Матакан. Имам и други планови. Какви планови? Подоцна ќе ти кажам. Ти прво малку прибери се. А ако сакаш дојди и со мене, може би ќе ти биде подобро. Благодарам, ама денеска сакам да бидам сама суда. Има понуда, нема молење. Ако ти е злодевно, дојди. Имај го тоа на ум. Ти благодарам, мила. Ќе бидам во собата. Тебе нека ти е лесно на работа. Ќе се видиме, миличка. Ајде, пријатно. А и ти немој многу да се нервираш. Ќе најдеме начин да избркаме Ѓулен. Ти не грижи се. Госпога Нихан, дојде госпога Сена. Нека влез. Добре дојде. Ти благодарам, мило. Само ще се разбудив и веднаш дојдов. Како си ми? Ајшен, може да ни донесеш по едно кафе? Да седнеме, мила. А како да бидам? Остави ме мене. Како е Ѓорке? Тажна ми е многу. Цела вечер плачеше велики дека никој не ми остана. Види какви глупости зборува. Ај, господе, поради една проста тема и вас ве вознемирила. Во нејзино име ти се извинувам, Сена. Младост, ете. Знаеш како е на тие години. Ситен поминавме низ тие години, Нихан. Ти не грижи се за мене. Таа е како моја ќерка, нели? Благодарам. Само, ова мене не ми изгледа баш како банална работа. Зошто? Во секој дом има сестри што се караат, нели? Тоа е така. Ама кај нив е различна ситуацијата. Двете не израснаа со тебе, душо. Зато е тешко да се разберат меѓу себе, нормално, но ќе се навикнат. За Ѓулен нема проблем, но Ѓорке, бидејќи пораснала како принцеза, малку е разгалена. Нихан, немој погрешно да ме разбереш. Само еден пријателски совет. Ама и ти навистина малку држиш страна.
Ти барем немој Сена. Човек би можел и за деца да држи страна. Ти сакаш да веруваш дека не држиш, затоа и не го гледаш тоа. Ама во секоја кавга меѓу сестри или браќа, едниот прикриено действува, а другиот вика. Оној што действува прикриено, си го прави своето и се повлекува. А вината останува на оној што прави врева. Секогаш е тоа така, Нихан. Те молам, не продолжувај, Сена. Извини, но кој да е, не може вака да обвинува ниту една од моите ќерки. И ти, ако ги обвинуваш, ќе треба да размислам за нашето пријателство. Сакам само да те предупредам гледајќи ја ситуацијата отстрана. Ама штом си била толку чувствителна на оваа тема, нема што понатаму да се размислува за нашето пријателство. Овие ги испрати Чичко Иркото. Треба да ги прегледаш и да подготвиш досие. Што ти е тебе? Не слушна што се случи? Не знам ништо, што се случи. Ѓорѓе, синоќа ја напушти куќата. А зошто? Заради мене. Камо воопшто да не дојде во Истанбул, така. Таа што ја сакав, ја изгубив тука. Да не дојдев, немаше да се случи ова. Почекај малку, Ѓулен. Што се случи? Може убаво да ми објасниш, те молам. Освен тебе немам кому да се доверам, Каан. Ти нема да ме оставиш, нели, миличок? Нема да се разделиме, нели? Ало, Емел, душо, здраво. Како си ми? Емел, ќе те замолам сега нешто. Потребна ми е информација за сметките на Нихан во банката. Се си мислам дека има некаков проблем, а не сака да ми каже. Епа, ако е така, би сакала да ја помогнам. Немој да ме одбиваш, те молам. Верувај, многу ми е итно. Во ред. Ке те чекам да ми се јавиш. Многу ти благодарам. Пријатно. Ало, принцеза моја. Знаеш ли ти, душо, во каква состојба ја остави бабичка, твојата баба, сине? Ако не ми се вратиш, уште полоша ќе ми биде. Ова ли го сакаш ти, а? Дојди ми, принцезо. Дојди да си поразговараме насамо. Немој веќе да ме загрижуваш. Ајде, сине. Ке ми те чека, баба. Нели синоќе на вечерата ќе разговараше со Ѓорѓем, Каан? Или се откажа? Не можев да зборувам. Инаку не се откажав. Ѓорѓем толку беше среќна што не можев да отворам темата. Потоа дојде оној никаквец Башар и ја расипа атмосферата. Си реков подоцна ќе разговарам. Ама Ѓулен ти кажа што се случи, нели? Што ќе биде сега? Ќе продолжам. Почекај, како тоа? А така, немој да ме нервираш, те молам. Како прашуваш како тоа? Очигледно ќе продолжам со Ѓорѓем. Добро. Но оваа врска може ли така да се одвива, Каан? Вашето не е обично излегување, треба да се венчате. Свесен ли си за тоа? Сега кога толку има доверба во мене, како да ја го завртам грбот? Ало? Ало, Ѓулен, Керко? Молам, тато. Одвај го дочекав утрово, Керко. Кажи ми што се случи, има ли нешто? Тато, да разговараме некаде надвор. Не сакам да зборувам на телефон. Напната сум, не можам да дишам повеќе. Добро, Керко. Значи, подобро ќе беше да ми избркаше од дома. Требала да размисли за нашето пријателство. Прави и добро да те стајде лошо. Ама и ти премногу си навалила, Сена. И така, сега жената е од тешка ситуација.
Ама требаше некој да ја предупреди, Еркут. Се си тера по свое, а и семејството и се распаѓа, нели гледаш? Затоа што ја кажа вистината, сега јас сум лошата. Никој не вели дека си лоша, Сена. А, Чекай, да побарам едно кафе за тебе да се смириш малку. Уште еднаш не меше се од тие семени проблеми. Тој што се труди да ги смири, на крајот испаѓа виновен. Ки покажам јас нејзубаво кој е виновен. Што се замислува бе таа? Нели ние ќе станевме едно големо семејство? Ха-ха, сето тоа е измислено. Види како ми возврати за еден мал збор, види ја. Кирко, за госпоѓа Сена едно горчиво кафе. Нека биде јако, па да дојдеш при себе. Потоа си отиде од дома. Што има во тоа толку лошо што каже да го напушти дома? Не може да дели мајка ми со никого, тато. Долги години беше сама со неа и таа има право. Нема право. Како може да ја натера мајка ти на ваква одлука? Чекај да се јавам. Не се јавува. Нема да ја караш, нели? Кога ќе се смири, ќе свати дека погрешно се однесува. Ќе одам да разговарам со Нихан. Не знам зошто Ѓоркам толку ладно се однесува кон тебе. Вие сте делове од исто срце, Керко. Кога се разделувавме, си ветивме со мајка ти и Ѓоркем секогаш да бидете заедно. Секогаш заедно. И мајка ми е многу тажна, тато. Многу и се налоти на Ѓоркем. Ако одиш, оди за да ја дадеш поддршка. Немој да одиш да се расправат. Потребен си, многу е осамена. Многу ми е жал. Добро, Керко, во ред. Изгледа малку се посомнева. Не верувам, а потоа што Кога ми рече? рече Фиген ќе пиеш вино, во тој момент ми текна. За малку ќе сватеше Север. Треба да бидеш повнимателна, Фиген. Започна една многу опасна игра. Како да сакав. Нихан ме принуди на вакво нешто. Не можам ни да се откажам. Не знам како ќе излезам на крај со ова. За среќа остана малку до венчавката. Што прави Енгин? Дали е многу возбуден за детето? Ова време е окупиран со керките, така што не знам дали е возбуден. Само знам дека постојано бара работа. Ќе најде ли нешто? Се надевам, добро би било и за нас уште една плата. Барем нема да има време да се занимава со другите. Ѓорке, Дојдов да ја видам баба ми. поради тебе жената горе лежи болна. Јас цела вечер око не затворив. Задоволна си од тоа што го направи? Не е поради мене, мамо. Ти направи избор. Сега би требало да си свесна за последиците. Немам веќе трпение, Ѓорке. Јас сум ти мајка. Прибери се, свести се. Види во каква ситуација не доведе. Знаеш ли што ми рече Сена кога дојде овде? Знаеш ли што ми рече? Им даваш повод на луѓето се што да зборуваат. Тие не се луѓе, туку мое ново семејство. Значи таа повеќе мисли на мене отколку ти. Никој, ама никој не може повеќе да си мисли на децата од мајката. Грешиш. Грешиш што почна од сега да ги браниш тие луѓе пред мене. Ако си го маловажуваш семејството пред нив, нема да имаш каде да одиш. Не ќе можеш ништо да кажеш. Не дојдов да се расправам, мамо. Дојдов да видам баба ми, да се земам некои работи и одам. Јас тази дојдели им зборувам. Не може да останеш никаде, Ѓорке. Не ти дозволувам. Не барам веќе дозвола од тебе. Те молам, од сега користи си го твојот збор за твојата мила ќерка. Ако се грижеше за мене, место да ме обвинуваш, требаше да ме гушнеш, мамо. Ама ти не се ни потруди да размислиш каде сгреши, не се потруди. Ѓулен, Каде одиш? одам да јадам. Ајде дојди, заедно ќе одиме. Многу изморено изгледаш. Може би ќе ти помогна малку да ти олесни, ајде. Не, и така бев излезана. Да не се налоти Чичко, Еркут. Нема да се лути, нема. Како да не знаеш што се случи? Само половина час. Половина час нема многу да задоцниме. Немој да се грижиш. Каде, Атакан? Јас дојдов кај тебе. Ние излегуваме да јадеме суде. Кога ќе се вратам ќе поминам. Ајде, Ѓулен.
Џунејд, Повелете, господица. како знаеш да утре најди некоја работа за ветеринар? За ветеринар. Да, глуп ли си? Најди некое место што ќе го прифати Ѓулен. Само тоа го сакам од тебе. Како би можел да најдам дотре? Тоа е твој проблем. Ама ако не можеш да најдеш, тешко тебе. Ќе видиш што ќе те снајде. Султанке моја, те молам пребери се. Што ти се случи, бабо? Види ме во каква состојба сум. Ми се врати дома, душо. Нели ми се врати? Кажи дека се врати. Или ќе ме оставиш во ваква состојба, ќе си заминеш пак? Воопшто не ми е добро, ама те молам прости ми, султанке моја. Толку ми е повредена гордоста. Мислев дека мајка ми нема да молчи, нема да ме гледа како одам. Значи не ме сака колку што ја сака Ѓулен. Та одинајте молчела, Керко. Инаку како може да не те сака, сине? Сепак јас веќе не можам да останам со Ѓулен. И така не можам да ја поднесам. Ти не грижи се, душо. Јас ќе го средам овој проблем. Ѓулен во најкратко време ќе си се врати кај татко и на село. Енген, господја. Доведи го внатре, Ајшан. Добре дојде, Енгин. Што се случува, Нихан? Да знам. Не можам веќе да се справам со Ѓорке Енгин. Не знам веќе како да и се приближам. Душо, ке ти си јавам потосна. Сега сум зафатен. Извини, Душо. На разговор си за работа? Не, дојдов ке Нихан. Знаеш, има еден проблем. Се обидуваме да го решиме. Потребен сум ми. Ама, секогаш си потребен. Добро, подоцна ќе се видиме. Да не се расправаше заради мене, Енгин. Ова е проблем што мораме заедно да го решиме. Нема да се преправам дека не ми се лути фиген. Што се случи што Ѓорке толку ја замрази Ѓулен? Не знам. Секогаш изборував за Ѓулен за да не ја заборави. Ја принудував да испраќа разгледници. Заради тоа ли е ваква? Дали толку се олади кон неа зашто мисли дека повеќе ја сакам Ѓулен? Или пак мајка ми многу ја разгали па стана толку незадоволна и себична, не можам да одгатнам на вистина. Значи сега станав незадоволна и себична, мамо. Што е следно? Јас сум сестрата што е мачи пепелашка, така? Ѓулен е ангел, а јас сум ѓавол. Какво е ова однесување? Не може така да разговараш со мајка ти. Ние единствено се обидуваме да те разбереме. Ти кога си се однесувал кон мене како татко, па сега да зборуваш, тато? Татковството не се покажува со праќање слика. Покажи почет кон татко ти, Ѓорке. Гневот е затоа што ве боли вистината? Лага ли е? Ти не ли ја одбра Ѓулен, тато, а или не паметиш? А може би и мајка ми сакала да ја одбере неа, ама морала мене да ме земе. Место да ми изигрувате совесни мајка и татко, уживајте со вашата ќерка сега. Ѓоркем, Ѓоркем, дојди вамо. Може би ако разговарате насамо, ќе го решите проблемот. Мислиш ке сака да разговара со мене? Мислам дека ќе сака. Подобро е од што вака да се јадете меѓу себе. Точно. Треба да разговарам со неа. Штом има проблем со мене? Решението можеме заедно да го најдеме. Така е. Молам. Добро би било. Тоа и го сакам. Да се најдеме вечерва. Во ред. Што зборувате? Тие ни се се што имаме. Како може да помисли дека не е сакана? Вели, само со испраќање фотографии не се станува татко. Кога доаѓав, можев ли да ја најдам? Беше ли на скијање? Беше ли во странство? На кампување? Ова мора да е моја грешка. Значи дека јас не сум ја воспитала правилно. Значи дека не сум и го покажала патот на љубовта. Оваа грешка мојот дел е поголем. Не требаше да ја препуштам иницијативата на Леман. И нашиот живот, и нашата ќерка. Да не се разведевме, сега децата немаше да бидат оваква состојба. Но гордоста ме победи.
Човек кога е млад не размислува. Не го гледа крајот на чекорот што го прави. И двајцата не видовме. Браво, господин Енгин. Можете да се гордеете со вашето дело. Сте одгледале дете што е способно да се избрка собствената сестра од дома. Ако моите керки денес толку не се поднесуваат меѓу себе, тоа може единствено да биде ваше дело, господјо Леман. Со вашиот гнев сте отруле и керка ми. Од секогаш беше плашливец, човек кој бега од одговорности. А сега, фрлајки кал врз мене, сакаш да се спасиш од товарот на што си го направил, така ли? Под одговорност подразбирате целосно извршување на вашите наредби, нели? Тоа ли мислите, а? Ова омраза е затоа што одбив да бидам ваш слуга. Со вашиот гнев го растурив моето семејство. Ке можете ли да се справите со овој товар, господјо Леман? Престанете, живи Господ, престанете! Мамо, зошто стана ти? Те молам, оди во туата соба. Енгин, подоцна ќе разговараме. Немам веќе сила за овие кавги на коим нема крај, те молам. Се извинувам. Не можев да се соземам. Нема да ти се лутам што не се согласуваш со мајка ми. Но денеска ситуацијата ни беше премногу лоша. А и на овие години не можеме да ја смениме. Но таа ни го смени целиот живот. Во ред. Еве молчам. Едно време Ѓуле нека остане кај мене. Не можам да ја оставам во таква состојба. Сега, ако Ѓулен дојде кај тебе, цел живот не ќе можам да им простам ни на мајка ми, ни на Ѓоркем. И ако повторно ги разделиме, никогаш нема да бидат сестри. Те молам, остави овој проблем заедно да го пребродиме. Во ред. Нека биде како што сакаш. Те молам, известувај ме за ситуацијата, добро? Во ред. Ти благодарам. Повели? Сега ми е малку подобро. Барем направивме еден чекор. Нека биде што ќе биде, па секој да си продолжи со животот. Јас верувам дека ќе можете да го надминете ова. Камо јас да имав брат или сестра. Ти благодарам. Зашто? За тоа што се трудиш да ми биде полесно. А успеав ли барем малку? Да, секако. Епа, сега малку да разговараме и за тебе. Како ти оди животот? Сигурно е дека животот не оди под моја контрола. Тој што вели дека го контролира, лаже. Да. Изгледа добро ви оди со суде. Со суде ли? Зошто? Не, онака. Често ве гледам заедно, па затоа. Изгледа сте блиски. Секако добро се согласуваме. Затоа што многу долго време сме заедно. Башар? О, не те очекував толку брзо. Да знаев немаше да почнам да спортувам. Сакаше да разговараш, па и те дојдов. Кажи што имаш да кажеш и остави ме намира. Во ред, тогаш да одиме во кафулето. И кажи зашто се работи, јас да знам. Дознав за вашето ривалство со Каан. Немој да ми изигруваш симпатично момче. Јас знам твојата намера. Ти си му непријател на Каан, а јас сум усвршеница. Преку мене сакаш да му наштетиш на Каан. Секако, како ли ќе биде тоа? Вау! Значи, велиш дека теориите за заговор се сигурни, а? Значи, затоа си толку гневна. Нели е доволно според тебе? Може би нема да веруваш, ама јас не знаев дека Каан ти е свршеник. А ти весници не читаш. Штом гледаш така, што мислиш? Ти личам на некој што чита трачеви? А ова е тотална случајност, така ли? Добро, а кога гледаш така, јас ти личам на глупава? Види,
свесен сум дека изгледа како наместена. И немам ниту најмала идеја како ќе го објаснам сето ова. И не можеш да објасниш. Не заморувај се да наоѓаш оправдувања. Доволно ќе ми биде само да заборавиш на мене, тоа е се. Ѓоркем, само уште една минута. Те молам. Воред, ако не сакаш, нема повторно да те барам. Но не сакам да одиш одовде со толку погрешно мислење во врска со мене. Точно е, не го сакам Каан и постои едно непријателство меѓу нас. Ама јас не сум толку лош човек што ќе му скрши срце на невин човек за да го победи непријателот. Де сум трчал по неговата свршеница, де ова, де она. Јас не се занимавам со ова, бидејќи имам поважни работи. Зошто животот постојано се обидува да не сретне со вакви случајности, нејасно. Ама ако има некоја цел, ќе дознаеме со текот на времето. До тогаш те молам, барем обиди се, да не ме мразиш толку. Може? Сега може да си одам. Игнер. Здраво, тетка Сена. Здраво, госпоѓо Сена. Здраво, деца. Многу добро што ве сретнав. И јас сакав да поразговарам со тебе нешто, Ѓулен. Да ве оставам сами тогаш. Ќе се видиме. Ако сакате да влеземе внатре. Јас немам многу време, Ѓулен. Би сакала да те замолам нешто, ако може. Што тоа? На сите ни е жало на што се случи синоќа. Секако, дека човек не сака да се случуваат вакви караници, ама штом работата дошла до таму, ти како постара треба да покажеш несебичност. Што сакате точно да кажете? Твојата мајка секако не може да направи поделба, ама ако ти по своја волја се вратиш кај татко ти, ќе го решиме целиот проблем. Мене ми се чини дека никој повеќе нема да се натажи. И овие кавги ќе се заборават. Во најкратко време се ќе биде како што било порано. Ако дозволите, ние ова ќе го средиме во семејството, госпоѓо Сена. Ви благодарам за добрата намера. Ако немате уште нешто, пријатен ден. Не велам ништо, Душо. Семеен проблем. Добро, а го решивте ли барем? Овој пат проблемот е сериозен, знаеш. Му се јавив на господин Еркут. Ќе одам да се видам со него. Да ја земеш и Нихан со тебе? Заедно ќе разговаравте со господин Еркут. Јас што ти кажувам, а ти што ми велиш? Се уште се фаќаш за Нихан, Мафеген? Се фаќам, нели? Ако за секој проблем се собирате цело семејство, и ако јас случајно го дознавам тоа, каде сум јас во ова семејство? Ке ми кажеш ли, Енгин? Господице суде, најдов едно место за ветеринар, токму како што сакавте. Ама утре ќе ми потврдат. Браво, колега. Утре прва работа ти е да се јавиш. Не можам да чекам. До утре оваа работа да се заврши. Зарно нека е. Што зборувате така шепотејќи? Ништо. Разговаравме нешто во врска со работата. Благодарам, Џунејд. Ти направија потребната анализа. Бате, ако ме бараш во канцеларијата сум. Здраво, господин Енгин. Здраво, господин Ерко, добре дојдовте. Добро најдов. Повелете, повелете. Многу ви благодарам што одвоите време за мене, господин Еркут. Те молам, господин Енгин, ние сме веќе едно семејство. Секако. Знаете зошто сакав да се видам со вас? Многу ми е жал за оно што се случи вчера. Освен тоа, многу сум ви благодарен што ја поддржавте Ѓоркем. И јас сум и како татко. Ако мислите дека сум достоен. Секако дека сте. Најголема радост ни причинува што на ќерка ми се погоди вакво семејство. Благодарам. Имам една мала молба до вас. Секако, поверете. Подготвен сум да направам се што можам. Ве молам да не поддржувате толку. Бидејќи тоа се уште не е нејзин дом.
Треба да се врати дома, па потоа да дојде кај вас како невеста. Така прилега. Како татко кој има керка, ќе ме разберете. Ве разбирам. Ѓорке ме секогаш да го дојде кај нас. Ама и мене ми е незгодно да не излезе дека се мешам во сенините работи. И јас мислам дека е најдобро да се го реши проблемот дома со семејството. Може да бидете сигурни дека ќе направам се за да го разбере тоа. Ве уверувам. Многу ви благодарам за разбирањето. Бидете спокојни. Во секое семејство може да има вакви проблеми. Може да се напиеме по еден чај, не? Да се напиеме. Ве молам. Здраво, Каан. Здраво. Се јавија од продажното место во Левент. Сакале нарачка од овој модел. Ке го потпишеш ли формуларот? Се разбира, ќе потпишам. Ти како си? Се обидувам да издржам. Вечерва ќе разговараме со Ѓорке. Немојте да се карате во ред. Јас воопшто не го сакам тоа. Но никако не можам да најдам каде грешам. Секако не мислам да се расправам. Ке видиме, ке го примениме тоа што ќе го побара Ѓорке. Се надевам дека се ќе се среди се убаво. Се надевам. Да одам јас. Не и се допаѓа тоа што разговарам со тебе. Пред целосно да го решиме проблемот меѓу нас, можеби не ќе можам да имам нормален контакт со тебе. Нема да ми замериш, нели? Се уште ли не ти помина нервозата од изутрина? Зошто толку му придаде значење сена? Може се вакви расправи меѓу пријатели? Не, Еркут. Меѓу пријатели може да има само добронамерни критики, точно како што правам јас. Пријателството што се мери со еден збор, што и го кажав, тоа не е пријателство, така да знаеш. Значи, јас додека и ласкам, јас сум и пријателка. А кога ја кажувам вистината, нема полошо од мене. Господјо Сена, директорката од банката. Здраво, Емелдуша. А и јас со нетрпение чекав да ми се јавиш, а? Да не најде нешто, а? Да, те слушам. Навистина ли? Ај, значи не сум се излажала, не. Ама не очекував толку лоша слика, не. Ти благодарам многу, мило. Не знаеш колку ми беше важна оваа информација, леле. Ајде, должник сум ти, да. Довидување. Пријатна вечер, мила. Ѓулен. Благодарам што дојде. Помислив дека заедно ќе можеме полесно да најдеме решение за проблемот. Што постои меѓу нас, што и да е. Што и да е? А значи, ти не знаеш за што се работи и јас создавам проблеми, тоа ли го мислиш? Не. Јас не сакам да кажам дека создаваш проблеми. Единствено не разбирам зашто толку те вознемирувам. Подготвена сум се да поправам. Секогаш добриот ангел, Ѓулен. Ме полудува оваа твоја маска на добра девојка. Никој не може да биде толку добар. Зошто да не биде, Ѓорке? Што е погрешно во тоа што им приоѓам со разбирање на оние што ги сакам? Јас те сакам, Ѓорке. Ти си моја сестра. Кого друг имаме ние освен себе си? Престани, Ѓулен. Види, тука нема никој друг освен нас. Те молам барем еднаш биди тоа што си. Лута си за можностите и луксузот што ми се обезбедени, нели затоа го правиш ова, така? Секако дека не. Од каде го извади ова? Да, лута си. Кој да ќе се лути? Ама не сум јас виновна затоа што си шетала по села и градови во немаштија. Зошто сакаш да ме казниш? Зошто правиш планови да ми одземеш се што поседувам, Ѓулен? Што зборуваш ти? Не е можно толку погрешно да си ме сватила. Напротив, најправилно те разбрав.
Можеш да ги залажуваш оние околу тебе и да ги вртиш на прст, ама мене не можеш. Каде остана ова дете? Веќе не кажува никаде ќе оди, не. Требаше да разговараат со Ѓоркем, мамо. Ме интересира што направија. Дај Боже да ја убеди Ѓоркем да си ја увиди и да си ја поправи својата грешка. Ке ја чекам во мојата соба, бидејќи не можам да се расправам со тебе. Се уште ме гледаш како да си повредена. Како можеш? Ѓорке, не разбирам како можеш толку погрешно да ги протолкуваш работите. Престани веќе, Ѓулен. Не можам веќе да те трпам ниту тебе, ниту твоето однесување како шеќерното девојче. Еве, земи ги овие твои измислени играчки на твојата измислена сестрински игра. Нека останат кај тебе, мене не ми се потребни. Подобро ќе беше да не истражуваш, Сена. Што подобро ќе беше да дознаевме за ова отпосле? Гледаш, дури и долгот од кредитните картички го платиле со задоцнување. И? Што бе и? Еркот, ти тука си или не? Јас ти велам на овие жени не им останале ни 5 пари, а ти ми велиш и? Ама како не им останале 5 пари? Има токава куќа. Мислам дека Емел претерува. Емел не лаже и не претерува, за ништо. Што и ако ја имаат куќата, зидовите ли ќе ги јадат? Немаат ни скршен денар, ама не се поминува од нивната суета извештачена отменост, леле. Знам јас убаво што ќе направам на Ниханда. Немој да си спомнала нешто за ова. Господја Нихан е многу горделина. Зарем ти требаат нивните пари, жити Господ? Не, секако дека не. Мене единствено од сето тоа ме интересира старото потекло на тоа семејство. Ама тие пак имаат потреба од нас за да се го сочуваат тоа име. Демек се обидуваат со висока цена да ни се понудат нам на пазарот. Не може. Јас само ќе им вратам за неправдата што ми е нанесена мене, ништо повеќе. Сена, ти не си таква жена. Се надевам дека нема да направиш нешто за што ќе се покаеш. Ама нема ништо да направам, Еркут. Само ќе им покажам што значело да му се смееш на човека в лице и да го правиш будала при тоа. Значи се сети дека и тука имаш еден дом. Тиген, те молам, не прави вака. Нема ли да ме примиш внатре? И јас чекам твое дете. И до ова време сум оставена сама. Како сакаш да се однесувам? Види, и јас не сакам да се нервираш во ваква состојба. Но те молам, разбери ме и ти. Едната од керките го напуштила домот, а другата е целосно уништена. Додека моите две души станале непријатели, ти сакаш да седам тука до тебе? Таков татко ли сакаш за детето? Гладен си? Не сум. Ти благодарам. Значи Ѓоркем не ја донесе навака. Како си? Задоволна ли си од животот сега? Бабо, денеска ја изгубив сестра ми. Не ми се потребни други загуби. Те молам. Добро вечер. Добро вечер, сине. Добро дојде. Добро ден. Каде е Ѓорке? Денес ќе одеше да разговара со Ѓулен. Барем да се смирија. Добре дојдовте. Добра вечер. Добро вечер, Кирко.
Добре деде душа. Добро најдов. Добре дојде, Ѓоркем, душо. Добро најдов. Како ви помина средбата? Подоцна да разговараме. Сега сакам да се качам во собата да се одморам. Пред да се качиш да ти кажам на 3 збора, Ѓорке. Дојди, седни. Кажи, тато Иркут. Мила моја, колку убаво што ме велиш татко. И јас тебе ова ти го кажувам како татко. Мене како да ми изгледа дека не е многу згодно да престојуваш овде. Не сакаме пред свадбата да има невкусни зборувања во врска со тебе, нели? Потоа и ти ќе се натажиш. Имате право. Ти секако дека си наша ќерка. Ние тебе те цениме. Ама сакаме да те земеме од твојот дом, како што налагаат обичаите. Разбрав, тато Иркут. Не грижете се, ќе најдам јас некое друго место. О, Иркут, откаде ти текна сега ова наеднаш? Зарно нека тато. Што беше ова? Татко е вознемирен што останува кај нас. Тој ме замоли. Има право човекот. Што бара тука пред да се венчате? И ние имаме традиција, обичаи, и нели е така? Ти би сакала ли суде да живее во домот на свршеникот? Изгледа имаш право, тато. Само сакав да прашам. Ѓоркем. Керко, немој да му се лутиш на татко Иркут. Тој не сакаше да те повреди. Го кажа тоа само за твое добро, сине. Има право за тоа што го кажа. Зошто да се повредува, мајко? Но во овој момент не знам каде би одела. Ке се јавам кај некоја другарка ќе одам. Ке си одиш дома, Керко. Ако одиш на некој друго место и ние нема да бидеме спокојни. Додека Ѓулен таму не е можно да се вратам дома. Ти не грижи се, јас ќе средам работава. И тоа уште утре. Како? Тоа нека остане на мене. Може би ќе си го употребам волшебното стапче, а? Госпогица Суда, во рета. Пред малку разговарав и ја чека Ѓулен за онаа работа за ветеринар. Ова е адресата. Благодарам, Џунейд. Браво за тебе. Ке се видиме подоцна. Ајшен? Ајшен? Повелете, госпоѓо. Ја виде ли Ѓулен утрово? Госпогица Ѓулен излезе пред малку. Носеше ли некоја торба чанта во раката? Не, отиде на работа. А така, добро, мила, добро. Ке ми донесеш сега кафе? Секако, госпоѓо. Ајде. Седев. Молам, госпоѓо Ке ми Сина. го донесеш ли утринското кафе? Потоа кажи му на Јакуб да ми го подготви автомобилот, ке излегувам некаде, што поскоро. Секако. Да, сега дори ќе видиме по чие ќе биде господјо Нихан. Еве, земи Ѓулен. Што е ова? Една ветеринарна фирма е подготвена да те вработи. Те чекаат. Се е средено. Се жалеше дека не можеш да најдеш работа. Јас ти најдов. Се надевам дека нема да измислиш друг изговор за да останеш овде. Здраво. Здраво. Ѓулен, се случи ли нешто? Чудна си ми. Сигурно од радост. Ѓоркем доби понуда за работа како ветеринарка, толку како што сакаше. Немаме потреба веќе да си го троши времето овде. Ѓулен? Ќе прифатиш ли? Може би. Јас имам еден телефонски разговор. Одатна ќе се видиме. Не знаев дека продолжи да бараш работа.
Мислев дека заедно почнавме нова работа. Што ќе биде со мебелот што го произведуваме. Би се јави од местото каде што сум оставила Сиви. Како си прифатила Ѓулен? Токму сега кога за една недела примероците ќе бидат готови. Не можам веќе да ги трпам овие притисоци, Атакан. Знаеш дека овде сум привремено. Тоа беше на почетокот, Ѓулен. Не може уште да ја сметаш оваа работа за привремена, после толку вложен труд. Морам. За жал не е можно да останам овде. Не. Не, нема да ме оставиш на половина пат. Не може, извини, не е време сега да се предадеш. И така, веќе немам што да правам за мебелот. Стрпи се, додека завршиме. Да видиме што ќе биде. Потоа прави што сакаш. Зарно нека е. Тебе те бара Атакан, може ли да дојдеш кај мене? Потребна ми е малку твоја помош. Во ред, веднаш доаѓам. Ѓулен, те молам не донесувај ненадејна одлука. Размисли уште еднаш. Заради мене. Ако барем толку се грижиш за мене. Ако дојде Ѓулен дома по овие караници, како ќе продолжам оваа игра на бременост, Севил? Сега ќе те наблюдува. Лесно е со Енген, но не можеш лесно да изложиш една жена, Фиген. Мора да го спречиш доаѓањето на Ѓулен дома. Добро, но како? Здраво, душо. Добре, деде. Што има? Ти донесов нешто мало. Да нема некој повод? Сакав секој момент да ти видам пред очи. Многу убаво. Благодарам. Всушност, јас ти благодарам за се. Во овие тешки денови сватив што ми значиш во животот. Се чувствувам многу среќна што имам сакан кој ми дава толку поддршка. Оу, извинете. Каан, ако сакаш јас подоцна ќе дојдам. Нели ме викна, па... Здраво, Атакан. Здраво, Ѓоркем. Ајде влези, јас и така ќе си одам, да не ве задржувам. Ќе се видиме, душа. Пријатно. Пријатно. Пријатно, Атакан. Ги подобривте односите или мене така ми изгледа? Имам ли друг избор, брат? Но мене ми изгледаше дека принудно се однесуваш така. Ај, Господе. Заборавив да му кажам да одиме на вечера. Ако сум решил да ја продолжам оваа врска, не треба да се однесувам принудно, нели? Треба да се адаптирам. Фала му на Господ и Ѓоркем се соседа. После овие настани е потопла, помила. Може би затоа што се чувствува осамена. Многу ме погоди оваа состојба. Значи на некој начин добро што остана кај вас. Не знам, Атакан. Се разбира, за Ѓоркем е добро што остана кај нас. А за тебе? Се разбира, не можам да ја кажам да си оди. И така наскоро треба да се венчаме. Немам друг избор освен да се навикнам на ова. Од овој пат нема враќање. Од сега секогаш ќе ја заштитувам и ќе ја бранам. Ѓулен? Треба за нешто да разговараме. Ако е во врска со вчера, јас го кажав одговорот. Ама јас се уште не го кажав последниот збор. Во ред, да слушам. Мислам дека ти не си информирана докрај за материјалната состојба на мајка ти.
што ми ти како нив се однесуваш вака вообразено со мене. Каква им била состојбата? Не, а мајка ти не ја останале ни 5 пари во банката. Дури ни кредитните картички не ги плаќале на време. Ако не се венчаат Ѓорке Мекан, наскоро вие ќе банкротирате, Ѓулен душо. Ова е шега? Шега или не, ти треба да си ја прашаш мајка ти, мило. Сега, ако сакаш твоите да продолжат со животот на кој се навикнати, ти треба веднаш денеска да ја напуштиш таа куќа. Инаку... Инаку што? Ќе го спречам тој брак. Твојата сакана мајка и бабичка ќе останат со празни раце.